Добра вечер. Вечерашната топ тема стартуваме со она што ја загрижува Европа и регионот, економската криза која се заканува поради воените дејствија на Блискиот Исток. Земјите од регионот секојдневно воведуваат мерки за справување со последиците од конфликтот, рестрикции на гориво, намалување на трошоци, пакети за поддршка. Дали ситуацијата на Блискиот Исток може да го пресече синџирот на снабдување со нафта и со горива? Какви се прогнозите за случувањата? Дали пред нас е нова криза која би била полоша од претходната и колку е подготвен регионот да се избори со уште еден ценовен шок? Да ја погледнеме затоа анализата која подготви колешката Ирина Чачкова, која одговори на овие прашања побара од експерти и новинари од регионот. Веднаш по анализата стартуваме со интервју со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски за неговата последна посета на Брисел и за тоа какви пораки доби од еврокомесарката за проширување Марта Кос, но и докаде е процесот за админување на застојот за евроинтегративниот процес. Дали разјаснувањето на правниот статус на вториот протокол од договорот со Бугарија ќе биде плюс или минус за позицијата на владата за овој документ? Може ли акцијскиот план за малцинства да биде алатка која ќе обезбеди дека нема нови блокади од Бугарија? Ќе отвориме и темата за тоа дали Македонија избрза со давањето целосна поддршка на нападите на САД и Израел врз Иран и дали со тоа се оддалечува од европските држави каде природно припаѓа. Одиме со анализата која подготви колешката Ирина Чачкова. Европа под притисок, рестрикции за гориво, зголемени цени и трка за енергетска сигурност во време на глобална енергетска неизвестност и воен конфликт, што не се знае кога ќе заврши. Државите секојдневно воведуваат мерки за контрола и на потрошувачката на гориво за да се заштитат домашните резерви, но и за ублажување на притисокот врз цените. Во Словенија се појави страф од недостиг на гориво. Редици колони на бензинските пумпи поради ситуацијата мора да го ограничат точењето, со што беа прва држава која го направи тоа. Возачите може да купат максимум 30 литри по возило, додека камионите се ограничени на 200 литри дизел. Зошто владата таму се одлучи на ваков чекор? Во разговор за Телма објаснува универзитетскиот професор Лаховник. У Словенiji je bio problem da je slovenska vlada sasvim pogrešno u početku reagirala na tu krizu, jer smo bili prije izbora i tako su nekoliko dana prije izbora snižili trošarine na tako nizak nivo da je bilo par dana gorivo puno jeftinije u Sloveniji nego u susjednim zemljama Italiji i Austriji. Pa prema tome je naravno osobito na tim pumpama uz granicu odmah ponestalo goriva. Još jedno dodatno pogrešku napravio je ministar za energiju koji je onda sazvao tiskovnu konferenciju, konferenciju je rekao da će posle izbora gorivo puno poskupjeti. Pa naravno, kad to se napravi, onda se u stvari nekakav šok, panika, ali sad mislim da se situacija sasvim smirila, gorivo je sad nešto skuplje, na autoputevima cijena je ista jer tamo nije regulirana kao i u susjednim zemljama, pa prema tome stranci nemaju razloga da dolaze u Sloveniju samo točiti gorivo. И новинарката Ива Лачан, која ги следи состојбите, објаснува каква слика затекнала на бензинска кога сакала да наточи гориво. Početka ovog rata, cijene su dosta brzo porasle i u nekim okolnim državama, a u Sloveniji na početku još ne. I Slovenija regulira cijene goriva i do sada se to radilo na 14 dana. Znači na početkom krize kod nas su cijene ostale niže nego recimo u Austriji koja je odmah izregulirala cijene i nekako pojavio se i pritisak u tim na tim crpkama oko granice se pojavio pritisak ljudi iz Austrije koji su došli u Sloveniju recimo po gorivo, a ujedno i ljudi su ovdje iščekivali probleme sa ili više cijene ili moguće probleme sa samom raspoloživosti goriva. Tako da nekako ja mislim da to sve odigralo svoju ulogu. Pritisak se stvarno stvorio velik na sve crpke. Subotu na večer sam ja morala se provesti kroz Ljubljanu, neke 3-4 benzinske stanice sam morala proći prije nego što sam došla do jedne gdje je baš tada bila završavala cisterna sa punjenjem, pa onda stvorila se već i kolona ljudi, čekali smo
ali nije sad, ne mogu reći da je bilo dramatično, ali je bilo je drugačije, nije bilo onako kao što smo navikli da jednostavno odeš na pumpu kad ti treba. Во Словенија мал дел од државните резерви веќе се ослободени, односно 30 милиони литри од дизел. Хрватска пак е во подобра состојба со оглед дека има рафинерија. Таму ги ограничија цените на горивата, но се донесе и пакет мерки тежок 450 милиони евра. На владина седница премиерот Пленковиќ зборуваше за ризиците за снабдувањето со енергенси. Та чинjenica da nedostaje 20% nafte govori o smanjenoj ponudi, a i dalje vrlo velikoj potražnji. Jasna je ekonomska računica da je tada cijena viša i zato se moramo snaći da ne dođemo u situaciju oskudice opskrbom energenata. To je zadaća broj 1. Поранешниот министер за економија на Хрватска и поранешен генерален директор на рафинеријата Ина Давор Штрем во интервју за Телма кажа дека недостаток не очекува да се јави, иако шефот на Шел веќе соопшти дека Европа за еден месец може да се соочи со тоа. Шеф Шела то може говорити, jer on ima puno širu sliku cijele Europe. Ja sam vam se ograničio na početku kad sam vam rekao da ja mogu govoriti za Hrvatsku. Mi imamo sve uvjete da nas ta nestašica ne pogodi. Sad za Europu sa njezinim sustavom gašenja nekih rafinerija, smanjivanjem proizvodnja dizela u korist nečega drugoga, više kerozina, modernizacija rafinerije koje su dovele do manje proizvodnje dizele je doveo Europu u jedan položaj koji nije ugodan i u kome može nastati nestašica. Ja mislim da Hrvatska kao suverena država ima mogućnosti da spriječi te nestašice goriva. Во Србија владата ја продолжи мерката за забрана за извоз на дизел, бензин и сурова нафта до 2 април, а донесе и одлука да ослободи количини од државните резерви. Гледат ćemo da držimo koliko ćemo da izdržimo u naredna 3 pa čak i 6 месеци ми имамо снаге за тоа. Во Босна и Херцеговина се ограничија маржите, во Република Српска цените на горивата. Црна Гора пак ја намали акцизата. Во Македонија по 2 поскапувања на горивата, владата се охрабри и донесе одлука да го намали ДДВ-то од 18 на 10% за горивата. Регулаторната комисија цените на нафтените деривати ги менува секој понеделник, но доколку сега има потреба, може да се делува и дополнително. Дел од нафтените компании, како што е МАК Петрол, пак продава гориво по цени пониски од тие што ги објавија регулаторите. Побарувачката на гориво е зголемена за 10%, особено на пограничните места, но и покрај тоа, состојбата со снабдувањето е стабилна, уверуваат од владата, а во однос на цените, доколку има потреба, ќе се делувало и со други мерки. Но и покрај тоа, стабилното снабдување за граѓаните и стопанството станува наш приоритет и во овој момент тука немаме никакви негативни очекувања, туку напротив останува стабилно да обезбедиме доволни количини и за нашите граѓани, но истовремено и доколку граѓаните од соседните држави ценат дека тоа ќе придонесе во подобрување на нивниот животен стандард, ние како држава стоиме на располагање. Експертите препорачуваат дека е потребна постојана координација со соседите. За нас е многу важно да бидеме во координација со соседите, бидејќи нашата независност доаѓа од соседите. И сите количини на газ доаѓаат од Бугарија, и сите количини на нафта доаѓаат од Грција. Ако земеме во предвид дека Србија во првата мерка воведе забрана за извоз, тоа е опасно и да кажеме дали имаме сценарија што ќе се случи ако Грција доведе таква мерка. Бидејќи ако сериозно се нарушат цинџирите, сите прво ќе сакаат да се заштитат себе си и ако воведат такви непопуларни мерки и Грција и Бугарија, тогаш ние ќе немаме гориво. Така да треба да се прават и такви анализи, треба да има координација со земјите од регионот, за да имаме различни сценарии во зависност од различните настани што ќе се случат. Никој не може да прогнозира на долг рок што ќе се случува во иднина. To je doslovce pitanje ne samo za milijon, možda i za više milijardi dolara. Zašto? Zato jer zbog ove krize dionice na burzama su znatno pale. Vidimo da šta se događa. Prije 2-3 dana kad je Trump rekao da će zaustaviti napade na Iran bar za nekoliko dana, cijena nafte odmah pala ispod $100 za barel.
posle toga, kad su se neki napadi Izraela nastavili, opet je išla preko $100. Pa tako niko ne zna šta će se zaista desiti, a najveće pitanje je to koliko ti napadi u bližnoj budućnosti će naštetiti energetskoj infrastrukturi u zemljama oko Irana. Ovime što su neki pogoni rafinerija u Arapskom zaljevu uništeni u ratu između Amerike, Izraela i Irana, ne znamo koliko su uništeni и колико ќе траат обнова. Сепак, познавачите од регионот сметаа дека ситуацијата сега со овој конфликт ќе беше многу полесна ако не беа санкциите кон Русија. To je sada problem, jer te sankcije znače da ne možemo da se oslonimo na Rusiju kao alternativu i mislim da je to veliki problem. Konkretno, Evropa je došla u velike ekonomske poteškoće upravo radi tog poteza i tu moraju političari snositi za to odgovornost. Rusija je prirodni snabdjevač Evrope sa naftom i plinom i mislim da je njihov rat sa Ukrajinom trebao biti sankcioniran na drugi način. И додека земјите се обидуваат преку одлуки да ги ублажат последиците од овој конфликт, случувањата на Блискиот Исток не оставаат многу простор за оптимизам дека ситуацијата оди на подобро. Францускиот министер за финансии соопшти дека во овие напади околу 30 до 40% од капацитетите се уништени или оштетени, што придонесува за нафтена криза во светот. Aujourd'hui, 30 à 40% des capacités de raffinage dans le Golfe qui sont endommagées ou détruites. J'ai échangé avec le ministre qatari de l'énergie, c'est 17% des capacités de production de gazières qui sont détruites aujourd'hui suite aux attaques menées sur ces installations qui prendront des années, on parle de 3 ans, pour les remettre en ordre. Évidemment, celles qui sont arrêtées prendront moins de temps, mais on parle de plusieurs mois pour relancer notamment des installations gazières qui ont été arrêtées de manière urgence par le Qatar. Et donc on se retrouve face à un marché du pétrole aujourd'hui dans lequel il manque tous les jours 11 millions de barils, malgré les efforts de l'Arabie saoudite, notamment pour réouvrir un pipeline qui permet d'exporter du pétrole vers la mer Rouge, et du gaz évidemment qui manque aussi. To make it crystal clear, this war is a catastrophe for the world's economies. The impact is absolutely evident already now after a little bit more than 2 weeks. The closure of the Hormuz Strait has an impact for all the region in the Indo-Pacific, including Australia, but foremost, especially for Japan, depending by more than 90% of imports via the Hormuz Strait. So this is a real impact, and at the same time, the European partners and Germany as well highlighted from the beginning on, we have not been consulted before. Nobody asked us before. It's not our war, and therefore we don't want to get sucked into that war, to make it crystal clear. And what we need is now a diplomatic solution as soon as possible. We need end of shooting and killing, and that is addressed to US, of course, but mainly to Iran, which is attacking its partners in the region. На берзите пак цената на нафтата и натаму се движи над $100 за барел. Предвидувањата се дека ако состојбата потрае подолго време, дека ќе дојде и до $150 за барел. Тоа беше анализата која подводи колешката Ирена Чачкова за тоа како регионот се справува со предизвикот од економска криза по она што се случува на Блискиот Исток. А со мене во студиото и топ тема ја продолжуваме со интервјуто со министерот за надворешни работи и надворешна трговија господинот Тимчо Муцунски. Добар вечер, министре. Добар вечер. Благодарам за поканата и за можноста да гостувам во вашата емисија. Да, ова интервју го договаравме повеќе време и навистина ми е драго што еве следеше после вашата посета на Брисел да се надоврзам на она што го гледавме досега. Се вративте од Брисел, какви се таму размислувањата околу ова што се случува со европските економии, вклучително и македонската, по кризата која настана, особено на енергенсите по конфликтот на Блискиот Исток? Разговаравте ли што е можно или што би можела да преземе Европската унија за да се амортизира земјотресот кој се случува на тој план? Па прво,
апсолутно е јасно дека има многу висок степен на свест и кај европските институции, но и кај земјите членки дека оваа засилена волатилност која што веќе постоеше, земајќи во предвид дека на европско тло веќе има една војна која што тече помеѓу Русија и Украина, ова засилено влијае врз процесот на снабдување на енергенси, но еден факт што често се занемарува од јавноста е дека преку теснесот во Хормуз проаѓаат и различни ланци на снабдување, проаѓаат клучни суровини кои што се значајни за земјоделската индустрија на европскиот континент, значи не е единствено цените на енергенсите, туку низа на други значајни стоки кои што преминуваат од тој дел од светот. И секако ризиците постојат од засилена инфлација, раст на цените. Тоа што се гледа во моментот е дека најголем дел од мерките кои што се превземаат индивидуално од земјите членки на Европската унија, односно од секоја држава поединечно. Но секако дел од дискусијата во Брисел беше фокусирана и на ова прашање. Следи македонската јавност дека и владата превзема конкретни чекори и мерки кои што се насочени прво кон цените на нафтените деривати, цените на енергенсите, но и да не се дозволи да има некои високи инфлациони шокови кои што ќе влијаат на цените на прехранбените индустрија, цените поврзани со услугите и така натаму. Сложен е целиот овој процес, секако дека има соодветни ризици, внимателно треба да се следи развојот на состојбата за соодветно да се действува од гледна точка на владините економски и фискални политики. Ќе видиме како ќе пристапи Европска унија генерално, значи како Европска унија по ова прашање, особено ако подлабоко се влезе во економска криза, но тоа не е клучната тема за нашето вечерашно интервју, туку она што таму се случуваше, имавте средба и со еврокомисарката за проширување Марта Кос. Во изјавата после следбата не сакавте да откриете што било разговарано, но сепак во една претходна неодамнешна изјава рековте кога дискутираме со представниците на земјите членки на Европската унија, на Европската комисија, секогаш има обид да се најде некое решение. Какво решение сега баравте со еврокомисарката Кос? Стигна од незина страна нешто или од ваша страна? Па прво што би сакал да кажам е веројатно дека и вие нема да бидете најстрикни, дека не можам сите детали да ги споделам, но максимум што можам ќе споделам и замолувам да ме разберете зашто тоа го правам, бидејќи вие како новинар кој што долг период следи надворешната политика, знаете дека некои работи за да се реализираат и некои цели за да се остварат, некои работи не смееме да ги споделиме со јавноста, посебно во еден ваков сензитивен период. И тоа сакам да го нагласам со максимална почит уште на почетокот на овој интервју. Слушнавте од председателот Мицкоски пред некој ден кога се коментираше на слична тема и дозволете ми уште еднаш да кажам. Ние се наоѓаме во еден специфичен период каде што кај нашиот сосед Бугарија има избори. И секој наш избрзан коментар, реакција на некоја провокација, доаѓаат провокации од соседна Софија. Случајот со адвокатот Тони Менкиновски беше една таква, според мене, многу сериозна, па и безобразна провокација и преизбрзана јавна реакција, многу лесно може да не донесе во ситуација да станеме дел од изборниот наратив. Затоа и во тој контекст најавувам дека некогаш кога ќе одговарам некои прашања, морам да бидам повнимателен од што би бил во други услови. Министре, јас не прашувам за реакции во Бугарија или кои се позициите на Бугарија па да ги коментирам или односите, туку прашувам што стигна од Европската комисија. Што разговаравте конкретно со комесарката за проширување, еврокомисарката за проширување, бидејќи тој од интерес на македонската јавност да знае што во Брисел се зборува на таа тема. Дефинитивно. И тука ќе ви кажам, фокусот беше, би можел да кажам, на три клучни точки. Имаше и многу подпрашања, но три клучни точки. Прво, она што го правиме во делот на внатрешните реформи. Во последниот период на анализа, кој што наскоро јавно ќе се објави, ние сме лидер во регионот во делот на реализација на мерките поврзани со реформската агенда. Значи, нашата реализација е на ниво на Црна Гора, далеку пред Албанија сме, неспоредливи со другите три земји од регионот, Србија, Босна, Херцеговина и Косово. Зборувавме за она што е направено во делот на реформската агенда, каде што сме пофалени од европските институции, но и она што останува. Остануваат уште многу предизвици, многу реформи, закони, подзаконски акти што треба да се донесат. До декември 30% се само исполнет. Мислам, претходната анализа покажува 30% дека се исполнети, сега ќе видиме колку ќе видите значително подобрување, а верувам до следниот еволуционен период
уште подобри резултати ќе има и тоа се гледа по редовната координација која што се одржува и по фактот што има засилена динамика и енергија во институциите. Не идеално, јас се согласувам, уште многу повеќе треба да направиме, но мораме тука да покажеме посветеност на дело кон европските реформи. Дел од дискусијата беше фокусирана на тоа прашање, вклучително и на прашањата поврзани со патоказите кои што се останати и прашањето поврзано со акцискиот план за малцинства. Значи, еден дел од дискусијата беше фокусирана на нашиот внатрешен реформски процес. Вториот дел од дискусијата беше фокусирана на нашата усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика и она што јас велам ЗНБП+. Фактот што нашата држава во последните 2 години и за многу прашања надвор од ЗНБП излегува и во пресред на европските држави, а исто така се усогласува и кога не мора, согласно барањата на Европската унија, да биде усогласена. Исто така, тоа полето на надворешната политика, едно поле кај што добиваме висок степен на пофалби. Подсетувам, оваа влада, во мандатот на оваа влада станавме... ми кружите околу клучното прашање. И тоа стигнува. Ме прашавте што? Да. За реформите ги кажавте дека сме пофалени, тоа постојано го зборуваме, но ќе видиме последниот извештај што ќе каже. Сепак да го почекаме Европската комисија да каже колку од реформите што сме ги спровеле се според неа навистина спроведени реформи. Надворешната заедничката безбедносна надворешна политика константно ни е добра, но што правиме со блокираниот пристапен прац? Поточно Ќорсо како тоа? Дозволете ми само, може да се согласиме дека не се согласуваме, бидејќи по мене клучните прашања по кои што државата ја покажува својата посветеност на европскиот пат е внатрешните реформи и стратешката определба да биде усогласена со ЗНБП. Тоа е доказот дека оваа влада и оваа држава прави конкретни действија на европскиот пат. Не носи до чекорот на старт и отварање на првиот кластер и старт на преговорите. Официјалниот старт на преговорите. Значи, првата тема за која што дискутиравме беше реформите. Втората тема за која што дискутиравме беше усогласеноста со ЗНБП и третата тема за која што дискутиравме секако, без сомнеш, беа односите со соседна Бугарија и кои ли се размислувањата за излезот од, за жал, овој ќорсокак во кој што сме вметнати по вина на многу чинители. Примерно по вина на нашите претходници во владата, но се согласуваме сите дека мора да се најде излез. Тука нема никаква дилема. Има повеќе идеи за кои што дискутираме. Секако, за да може да се дојде до решение, бидејќи сите знаеме добро, консенсусот, барем ако некоја држава добро има научено лекцијата за консенсусот и неговото влијание во процесот на одлучување во Европската унија, ние најдобро знаеме колку е тој потребен, за да се дојде до решение. Ние зборуваме сега со европските институции, господјата Кос како еврокомесар, зборуваме со дел од земите членки во текот на следната недела. Ќе бидам во Париз, например, каде што ќе имам неколку средби на кои што ќе дискутираме за оваа тема, но клучен чинител ние во Софија. Во моментот немаме партнер, бидејќи има техничка влада во соседна Бугарија со кој што можеме да го отвориме диалогот. Тоа не значи дека ние не зборуваме за нашите позиции и за потенцијални решенија. Добро, овие идеи кои Бугарија навистина во избори, но Бугарија на избори од 2022 година во политичка криза, ова е 7 последователни избори во Бугарија за од 2021 колку се тоа 5 години. Значи, ако ние чекаме Бугарија да излезе од таа политичка криза и на технички влади, кои самите ние како држава и како влада ги исклучивте од разговори, се сеќавате 2024 есента кога рековте дека не сакате да преговарате со техничка влада, прашањето е дали Бугарија е свесна за овие предлози, дали има амин од нејзина страна тие да се стават на маса. Да разјасниме, не е дека не сакаме да преговараме со техничка влада. Техничка влада по природа на своите надлежности, за жал, јас жалам што е така, нема легитимитет. Но да имавме ние редовна влада пред техничка влада, сега само што замина редовната влада во Бугарија. И токму со таа влада имаше сериозни иницијативи за диалог. Посебно во последните, па би рекол, недели од нејзиниот беше она консултирана за овие идеи? Какво беше ставот? За дел од овие теми, знам дека била консултирана, не директно од нас, туку од представници на Европската Унија и од представници на земите членки, и имаше иницијатива, тоа сум го кажал во повеќе наврати,
и од представници на европските институции и од неколку земји членки за организирање на заеднички состанок помеѓу мене, одредени помагатели, понудувачи на понудувачи или олеснувачи на таква форма на услуги во меѓународните односи и тогашниот мој колега од бугарска страна. Засилени беа тие иницијативи во периодот кон крајот на годината, но потоа се случи тој пат на таа влада и сега ние посакуваме кај сите наши соседи стабилни политички влади, посебно ни е значајно тоа кај соседна Бугарија, за да можеме на рамноправна основа да отвориме диалог, да зборуваме за што е она што не дели. Тоа е овој билатерален спор кој што постои во моментот. Оние многу значајни прашања кои што не обединуваат коридорот е 8 како еден пример, но има и други регионални безбедносни предизвици кои што не се многу значајни, со верба дека доколку намерата е таа која што јавно се кажува да се движи нашата земја кон европскиот пат, да имаме добри билатерални односи, со верба дека доколку тие јавно искажани ставови, па дури сега и во периодот на кампањата, се искрени, дека многу лесно можеме да дојдеме до некои решение. Споменавте неколку идеи за кои било разговарано, значи понудено на маса од страна Европската унија. Знам дека нема да ми кажете кои се, но дали колку од нив се прифатливи за Македонија од тие што ги слушнавте? Ние темелот на нашата позиција е врзана со две клучни точки. Првото е прашањето на реципроцитет во делот на почитта на малцинските права. И ние тоа го гледаме преку очекувањето дека Бугарија ќе си ја изврши својата обврска на почитување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, односно регистрација на тие организации на македонците во Бугарија како некој минимален предуслов да можеме да разговараме за постоење на реципроцитет. Второто за кој што дискутираме е институционални гаранции дека овие уставни измени ќе бидат последното по кое што ќе се цени нашата држава по европскиот пат и дека понатаму нашата држава, односно нема да се бара од нашата држава отстапки нови кои што за жал станаа 30 годишна пракса поврзани со нашиот идентитет, нашиот јазик и нашата историја. Тоа се двата постулати на позицијата на државата. Дали некој од овие идеи ги вклучува овие две барања кои ги имаме? Сите идеи кои што ние сме ги презентирале, ги вклучуваат овие барања, сакам да подсетам дека оваа влада по ваквите позиции има добиено многу широк мандат од граѓаните. Дали е тоа прифатливо од не зборам од Бугарија, зборувам од Европската унија. Дали тоа е прифатливо за нив, бидејќи да се навратиме на барањето за спроведување на пресудите од судот за човекови права за Бугарија, тоа воопшто не е ингеренција на Европската унија. Европската унија и да сака не може да ја натера Бугарија, тоа е во надлежност на Советот на Европа. А Советот на Европа за тоа решава Комитетот на министри. Еве, ние сме дел од тоа, дали вие како министер иницииравте да се потвори тоа прашање во Советот на Европа. Зошто ја делегираме таа одговорност на Европската унија да ја убеди Бугарија за нешто што не е ни во нејзина надлежност, а можеме ние самите, што например дали сте покренале ви иницијатива во Комитетот за министри на Советот на Европа за одговорноста на Бугарија? Две прашања всушност да ви одговорам. Ако одиме на прашањето зошто ние тоа прашање го отвараме низ призмата на европската перспектива, легитимна е дилемата како дојде до тоа измената на нашиот устав да се отвори во рамките на европската интеграција на државата, каде што никаде не е критериум кој што произлегува од аки комунитерот. Значи, факт е дека Европската унија во делот на политиката за проширување, преку нашиот пример, создаде пракса на вметнување на други прашања кои што не се од самиот аки. Почитувањето на Европската конвенција за човекови права е дел од највисоките стандарди на Европската унија. И тоа е ноторен факт. Да, но не може да ја принуди Бугарија, Европската унија да без оглед точно дека е вметнато уставните измени во нашиот значи договор со Европската унија, но ние тоа го имаме подпишано, тоа е веќе преземена наша обврска. Сега зборуваме за нешто што ниту Европската унија, ниту Бугарија го презеле како одговорност проведување на на пресудите од судот за човекови права, што е сосема на ингеренција на друга институција. Бидејќи сакам да ви го одговорам претходното прашање, доколку ми дозволите.
поставивте. Ме прашавте каков е ставот и на европските институции и на дел од земјите членки со кои што комуницираме по однос на овие две наши позиции. Некоректно е јас да говорам кој што точно кажал, бидејќи тоа се доверливи разговори, но би рекол дека постои висок степен на разбирање и почит за овие наши позиции. Зошто? Бидејќи се логични, се рационални и се поврзани со почитување на меѓународното право и највисоките стандарди во делот на човековите права. И Европската Унија, кога е во прашање човекови права и малцински права, знаете каде гледа? За Совет, кон Советот на Европа. Например, идејата за вклучување на експерти на Советот на Европа како институција во подготовката на нашиот акцијски план за малцинства дојде од Европската комисија. Значи, тоа е референтната точка кон која што кога се отвара прашање за почитување на малцински човекови права и Европската Унија сама вели тука се највисоките стандарди. Тоа е значи одговор на првиот дел од прашањето, односно дали има разбирање? Да, има разбирање. И кај европските институции, и кај земјите членки на Европската Унија за логичноста на овие наши аргументи. Зошто? Затоа што Европската Унија не може да ви каже дека е нелогично или несоодветно да се бара од земја да ги поддржуваат, но може исто да ви кажат дека они немаат механизам да ја натераат Бугарија и со тоа да го исполнат барањето на Македонија Бугарија да ги спроведе овие тој механизам во Советот. Дали го покреновте еве како министар тој механизам во Советот на Европа? Во рамките на Советот на Европа ние како земја членка на неколку последователни седници на Комитетот на министри на Советот на Европа инсистираме на доследно почитување и ги користиме нашите механизми. Ние за жал, заради грешки на минати влади, не сме странки во таа постапка. Но како земја членка имаме право да користиме механизми кои што ги користиме последователно, ќе повторам, на неколку седници на Комитетот на министри на Советот на Европа, каде што се инсистира Бугарија да ги почитува овие пресуди и сакам да нагласам дека со огромно мнозинство скоро сите земји членки на Советот на Европа, од кои што најголем дел се и земји членки на Европската Унија, инсистираат на истото и во рамките на тоа тело, каде што ние сме, на таа организација, каде што ние сме полноправна членка, се нотира јасно во извештаите дека, за жал, Бугарија не ги почитува доследно тие пресуди. Но дали може да констатираме дека би било фер кон македонската јавност да се каже дека Европската Унија не е таа која може да ја принуди Бугарија да ги спроведе овие пресуди, туку тоа е во сосема друга институција, за да не мислам дека се доведува малку во заблуда македонската јавност што е во ингеренција на Европската Унија во поглед на ова прашање. Ние не велиме дека Европската Унија но се треба да ја постојано. Да, го поврзуваме процесот. Со уставните измени и луѓето нормално си ги можат да го сватат, значи да бидеме јасни. Во ингеренција на Европската Унија не може да биде да натера Бугарија да ги спроведе пресудите за човекови права кои се во интерес на македонците. Но и вие многу добро знаеме дека не може така да се даде одговор на тоа прашање, бидејќи да беа во меѓународните односи работите црно-бели, тогаш ние немаше да бидеме во оваа ситуација во која што сме за жал денес. Значи ние мораме да гледаме на реалност. А реалност е од нас се очекува да вметнеме малцинска заедница во нашиот устав, се бара уставна измена од нас. А ние велиме бараме да се почитуваат пресуди на највисокиот суд кој што е референтна точка и за Европската Унија. Да, тој не е суд на Европската Унија. Значи не бара, туку ние си го прифативме, тој е веќе наша обврска, така да и Ворди го бараат, мислам дека исто така треба да се смени во наша обврска. Сме го прифатиле по заклучоци на барање на друга страна. Грешката во минатото јавно ја кажуваме. Државата го прифатила. За жал. Тоа е ситуација во која што некој нема вметнато заради лекомисленост, заради попусливост. Јас повторувам во повеќе интервјуа. Најлесното што оваа влада може да го направи е да рече прифаќа. Се што се побара од нас. Нема никаков проблем, ќе прифатиме, ќе направиме се што се бара од нас. Како сме сигурни дека повторно нема да бидеме доведени во оваа ситуација? Кој може за такво нешто да ни гарантира? И да го слушам аргументот сите земји правеле тешки отстапки, ниту една друга држава. Од ниту една друга држава на нејзиниот пат кон европска интеграција не се барало тоа што се бара од нас. Една го немала, но ниту една никогаш не добила гаранции дека нема да биде заглавена. Видете само Турција.
еден од примерите, мислам, колку и да звучи, но сепак е држава која... И вие и јас доволно знаеме за меѓународните односи, да констатираме дека нашиот пример со примерот на Турција не може да се споредува. Неспоредливо сакам да кажам дека кога дека може кочењето да биде по сосема други основи, да трае многу подолго отколку што например некој би предвидел на самиот почеток, колку е Турција веќе 40 и неколку години, ако не се лажам. Но сме втор рекордер веднаш. Да, ние сме веднаш последнија. Се надевам дека нема да ја престигнеме. И затоа велиме, за да не се доведуваме повторно во исти ситуации, да не ги повторуваме грешките од минатото, каде што на секоја промена, од знаме до устав во повеќе наврати, до име се водеа кампањи дека ова е последното, ова е тешката стратешката одлука која што треба да се донесе, но сега е последното, тоа биле заблуди, тоа биле лаги кои што се сервирале на нашата јавност, а нашата позиција во меѓународното позиционирање за жал немала капацитет да го антиципира сето ова и ние затоа велиме сега. Одлуката кога ќе ја донесеме, треба да имаме максимално обезбедена сигурност од онаму од каде што треба да дојде. И кога ќе речат не може да се даде гаранции, истовремено ќе кажам ниту една друга држава не се правело ова. И оваа држава, и заради својата стратешка опредба, но заради тоа што и покрај сите овие предизвици, има популација која што над 70% останува со цврста и силна доверба во европскиот пат. Иако има раст на европесимизмот. И тие кои што сакаат да сме членка на Европската Унија, не веруваат дека Европската Унија ќе ги има искрена намера да ги отвори своите врати. Но нашата држава и нашиот народ заслужил предвидливост. И ние за тоа се бориме. Ке повторам, најлесното нешто што можеме да го направиме е да бидеме како нашите претходници, кои што ветуваа отворени преговори, ветуваа чуда дека ќе се случат во државата, па сите можеме да се сетиме на оној референдум со кампања за европско образование, европско здравство. Која е реалност? Сите тие кампањи не доведува во ситуација да немаме се уште отворени пристапни преговори. Затоа трезвено треба да гледаме на состојбите, јасни позиции да имаме. Кога има волја од другата страна, решение секогаш може да се најде. По другата страна, пред се мислам на Европската Унија од институционална гледна точка. Го споменавте на почетокот во разговорите со господин Јакос дека сте разговарале за акцискиот план. Така. Еднината драфт верзијата помина во декември, ако не се лажам, или ноември, почеток на декември, потоа имаше забелешки од заедниците, малцинските заедници во државата. Дали помина на владина седница, што е инкорпорирано во неа, и дали помина на владина седница конечната верзија која ќе биде испратена во Брисел и колку од забелешките за бугарската заедница се вметнати? Ние работевме на тој документ повеќе месеци. Самиот документ го работевме вклучувајќи една голема група на домашни експерти. По мене најквалитетните луѓе што нашата држава ги има во делот на малцинските права. Ја вклучивме Европската комисија и, како што кажав, по препорака на Европската комисија вклучивме неколку меѓународни експерти делегирани од Советот на Европа, кои што работеа да изготвиме, по мене, одличен документ. Тој документ беше предмет на јавна консултација, како што кажавте и вие, на крајот на претходната година. По таа јавна консултација имаше одредени забелешки. Суштинските забелешки ги инкорпориравме. Имаше и несуштински политизирани забелешки кои што и по гледиштата на меѓународните експерти нема логика да се инкорпорираат, бидејќи не е целта да подготвиме акциски план кој што ќе звучи на хартија како нешто добро, но потоа државата може да има проблем во негова имплементација. И нагласувам, тој е акциски план за сите малцинства кои што се под 20%. Не е акциски план единствено за бугарското малцинство. Тоа е едно од тие малцинства, за кои што има одредени политики вметнати во самиот документ. Кога ја направивме изменетата верзија, во консултација со нашите меѓународни партнери, се одлучивме да направиме втора консултација, вклучувајќи го партиципативното тело кој што ги инкорпорира организациите на малцинствата. Тоа е институционализиран модел. Кога се случи тоа? А сега ќе се случи втората консултација во текот на следната недела. Партиципативното тело е институционален модел на нашата држава кој што
во рамките на развојот на малцинските права, често се среќава, има различни начини, прилично лесно е учеството во тоа партиципативно тело, да се биде дел од него, вклучени се представници на сите малцинства во државата. Сосема забележително за нас беше кога одлучивме преку ова партиципативно тело да направиме јавна дискусија, бидејќи така беше најлогично. Верувајле или не, немаше ниту една организација на бугарите во Македонија кој што беше член на ова партиципативно тело, па мораше на еден навистина сложен начин да ги идентификуваме, да ги најдеме, но ги вклучивме сите организации за да нема никаков сомнеж дека државата крие нешто или прави нешто спротивставено на интересите на било кој нејзин граѓанин. Сметаме дека имаме одличен документ кој што ќе презентираме измената верзија, доколку има и некои забелешки и потоа ќе ги измениме. За жал од Софија имаше една непримерна реакција на сето тоа, но тоа нема да не одврати од нашиот пат да го создадеме најдобриот возможен документ. Само кратко, дали некој од забелешките на Сдруженијата на Бугарија, на бугарите влезе во овој драфт втор? Има дел од забелешките кои што се инкорпорирани. Да. Значи тоа сега ќе биде разгледано идната недела повторно. Но и дел од забелешки на други заедници, кои што навистина беа конструктивни. Прашав конкретно за нив, знам дека имало сме правели прилози, ме интересираше само за бидејќи таа е најсензитивната моментално заедница која нели околу која се кршат копијата, да не навлегуваме понатака во таа тема. Инаку дали акцијскиот план го гледате и како можеби документот кој би можел да не ограничи некако од идните блокади од страна на Бугарија, бидејќи тоа е документ кој во рамките на подготувањето е консултиран Советот на Европа, се работи за малцински права и тука може да се дефинираат работите кои може потоа да ги врзат на Бугарија рацете за идни блокади, барем по тоа прашање. За жал не. Би сакал да можам позитивно да ви одговорам, но не можам да ви одговорам позитивно затоа што природата на актуелната блокада, а и на сите потенцијални антиципирани блокади се поврзани со политика, а не со суштина. Да беа поврзани со суштина, ние немаше да бидеме во оваа ситуација, бидејќи сме земја пример за почит на малцински права. Погледнете судската пракса на Европскиот суд за човекови права, погледнете ги извештаите на меѓународните организации. Одиме надвор од рамките на највисоките европски стандарди. Подобри сме и од огромно мнозинство на земји членки на Европската унија во делот на почитта на малцинските права. Тоа е еден факт кој што ја прави оваа земја посилна, подсврста од внатрешна гледна точка, но сите сме апсолутно свесни дека критиките кои што доаѓаат од Бугарија во делот на така наречената непочит на малцинските права не се базирани на факти, за жал не се базирани на аргументи, туку се единствено гола политика која што не им служи на двете држави, но таква е реалности, тука би запрел со било каков дополнителен коментар. Ќе ве вратам малку назад, сакав да слушнем една изјава, но мислам дека ќе немаме доволно време за тоа, но сега ќе ја парафразирам. Претседателката на актуелна на Бугарија Илијана Јотова на Михенската конференција безбедносна дава една изјава во која кажува за разговорот со претседателот на Европскиот совет господинот Кошта, разговарале за Македонија, го наведува јуни како еден термин кога ќе се разговара повторно за Западниот Балкан и вели Македонија има рок до јуни за да постигне некаква варијанта за да го продолжи пристапувањето. Што би било тоа? Дали нешто такво е испорачано од страна, дали преку Европската унија, дали преку претседателот на Европскиот совет господинот Кошта до Македонија, што го наведува Бугарија дека до јуни треба да се покаже како знам дека е добра волја од Македонија за некаква варијанта. Бидејќи го спомнавте господинот Кошта и Бугарија, само за потсетување на македонската јавност, токму во соседна Бугарија пред околу половина година господинот Кошта кажа нешто што е потврда и на нашите позиции. На нас како држава дека треба да ни се дадат дополнителни гаранции, дека го заслужуваме тоа и сметам дека не е незначителна таквата негова изјава. Тоа е сигнал и кон нашата држава, но сигнал сериозен и кон Бугарија. Ние како влада никогаш не сме сметале дека треба да потпаѓаме под притисоци на рокови. Најбрзо што можеме треба да решиме оваа ситуација. Но нити кон нас биле укажани такви рокови,
а и некој да се обида да и направи на оваа влада притисок со такви рокови, не е тоа нешто што ќе вроди со успех. Имаме кристално јасни позиции, не само кристално јасни позиции, туку кристално јасни позиции, ќе повторам нешто што кажав претходно, кои што се длабоко поврзани со европски стандарди и меѓународно право. Бараме само тоа да се почитува во однос на нашата држава и да не се даде предвидливост. Останатиот дел, ние ќе го завршиме на најдобар возможен начин и ќе да бидеме најдобриот кандидат и најсилната приказна преку која што ЕУ ќе покаже дека политиката на проширување е и стратешка одлука значајна за еднината на Европа како таква. Колку има вистина во информацијата за уставен закон со посредно одложено дејство на уставни измени, односно да се донесат уставните измени кои би стапиле на сила веднаш, но со уставен закон да се определи дека за неколку години да се ревидира дали е нивна целисходноста била дали биле целисходно нивното носење, дали е тоа една од можните варијанти. Вове прашам дека и бугарските европратеници на драфт резолуцијата на известувачот Томас Вајц во Европскиот парламент за Македонија во неколку амандмани ги споменуваат уставниот закон како еден од условите за продолжување или за како пакет на она што треба да го реши Македонија околу уставните измени. Дали се плашат од уставниот закон со кој без тоа нели уставните измени не можат да стапат на сила без уставен закон? Видете, легитимна е, легитимна. Има многу што да кажам и за амандманите кои што доаѓаат од бугарските европратеници, но тоа го кажав во моите средби со европратениците, известувачи и известувачот и известувачите во сенка од политичките групи, и со нив имав средба во Брисел, така да не сметам дека нешто корисно на државата можам да ја помогнам ако сега се доведам во ситуација да ги коментирам. Не, чисто ја прашам дали постои ваква варијанта која варијанта можам директно да ви одговорам. Во овој момент не сме дискутирали. Еден од амандманите на предлог резолуцијата доаѓа од самиот известувач, господинот Вајц. Тој бара правната служба на Европскиот совет, ова го цитирам, итно да ги разјасни сите двосмислености околу правниот статус на вториот протокол од договор за добрососедство и пријателство меѓу двете земји во врска со пристапниот процес. Што би значило ова за Македонија? Како го толкувате? Може да биде плюс или минус? Ова е изјава која што сме, мислам, идеја која што не е прв пат да ја слушнеме, сме ја слушале и повеќе пати преку други канали. Има систем во рамките на Европската унија преку кој што може да се побера вакво мислење од правната служба на Европскиот совет. Наше е да се бидеме цврсти кон тие позиции кои што ни значат предвидливост. Не би сакал да коментирам предлози на господинот Вајц од почит спрема него, затоа што сметам дека најчесто бил насочен во реализација на цели кои што се длабоко поврзани со интересот на нашата држава. Имам голема почит за она кој што тој го прави во рамките на Европскиот парламент, во делот на меѓународното право и улогата на протоколот или протоколите така наречени. Многу внимателни треба да бидеме со тие термини, затоа што сме за вториот протокол. Да, сме прилично флексибилно располагаме со одредени термини во државата, а таа флексибилност не доведува чисто во колизија со меѓународното јавно право. Посебно сум внимателен затоа што во моментот постои и иницијатива пред нашиот уставен суд поврзан со овој втор протокол и било кое мое јавно изјаснување би можело во оваа фаза да се смета како некоја форма на притисок врз уставниот суд. Тоа што би можел да кажеме дека е легитимно на било кој европратеник да си поставува било каков амандман до мнозинството во Европскиот парламент дали ќе го прифати или нема да го прифати тој амандман. Дали се наближуваат избори на 19 април се во Бугарија, доколку се избере влада и се формира поточно влада, се подготвени на меѓувладина конференција, меѓувладен состанок со Бугарија и трет протокол. Дали може би третиот протокол би било излез од ова решение, бидејќи да ги спомнам повторно, бугарските европратеници во неколку амандмани одговара токму тоа. Подпишување на трет протокол и меѓувладин состанок. Дали и тако ви радува од Бугарија, од Софија? Моje мислење е дека она што може би навидум делува како корисно, а тоа е институционализирана... Бидејќи протоколот не е Библија, се менува. Третиот протокол би може да го измени вториот протокол. Да бидеме максимално јасни. Протоколите се записници. Да.
каков е нивниот правен статус, имам став и и верувам секој правник кој што има основно познавање на меѓународното јавно право би го имал истиот став како мене, ќе повторам, сум внимателен да не одам предалеку во тој став и да не влијам во наративот во Бугарија, но и на работата на Уставниот суд. Дали сме подготвени за трет записник за тоа како се спроведува? Во моментот, она што може да биде корисно за нашата држава е разговори и на билатерално ниво и на разговори заеднички со нашите сојузници од земите членки од европските институции. Билатерално со Бугарија. За изнаоѓање на решение за излез од оваа ситуација во која што сме заеднички. Губиме ние, но губи и соседна Бугарија со фактот што ние не ги отпочнуваме преговорите. И нејзин интерес е стратешки. Дали ова значи дека би биле подготвени за потпишување на трет протокол? Во моментот не сметам дека трет протокол во овој момент, дури дискутираме во вашата емисија, не сметам дека трет протокол е решение за излез од оваа ситуација во која што се наоѓаме. Сметам дека прво треба да има политичка и правна разрешница на оние позиции кои што ние како влада ги имаме утврдени. Ке се зборувајќи за договорот со Бугарија, неизбежно се спомени историската комисија. Незините членови беа заменети, предходниот состав беше заменет минатиот септември, поточно септември 2024 година, да бидеме прецизни со годината, но од тогаш како во илегал да влезе работата на оваа комисија не се слуша ништо, не знаеме ни дури кога и каде се одржуваат средбите, во Скопје или во Софија. Локацијски знаеме, но не знаеме кога и каде. Она што е до сега познато е само она што го сработи предходната комисија, тие се препораките за чествување на 5 личности, заедничко чествување на 5 личности од историјата, некака препораки за учебници по историја за 6-ти клас во Бугарија и 7 деление во Македонија, да не должам за да не одземам од времето. Дали од неколку записници од средбите на претходниот состав на комисијата останаа незапишани, според мои неофицијални информации сега се усогласени со новиот состав, но што друго се промени? Имаме ли нови препораки? Имате ли информации дали е нешто решено од историските личности, од учебниците понатака, дали се решени? Има ли некакво придвижување, поместување во работата на историската комисија? Суштината, јас жалам што е така, но суштината на политичкиот притисок кој што се прави врз нас, моје убедување е дека не е толку поврзан со самите уставни измени, туку е со оној момент понатам. Многу повеќе поврзан со нашиот јазик, и највеќе поврзан со историјата, односно со желбата на одредени поединци кои што имаат влијание во соседна Бугарија, да не доведат во ситуација да треба да го промениме тотално 180 степени нашето толкување на нашата национална историја и наративот поврзан со македонското прашање и неговиот развој, посебно во одредени историски периоди. Оној концепт на заедничка историја. Така, видите, цел регион има заедничка историја, но сите имаме различна меморија. Споделена, мислам дека беше... Нека биде и споделена. Заедничка историја. беше од Бугарија, споделена, мислам дека така. Тоа велам, Бугарија тоа го бара, дека имаме заедничка историја. Јас велам, регионот има заедничка историја. Тоа што се случувало во овој регион е веројатно некој факт, но сите имаме различна меморија и различни согледувања на тоа што се случувало. И треба да го почитуваме. Различноста на ставот и на гледиштата на историјата не е само во овој регион, и во Западна Европа го имате тоа. Но тие успеале најчесто заедно, преку членството во Европската Унија, или да се согласат за некои работи, или за многу работи да се согласат дека не се согласуваат. Во однос на работата на комисија. Дали нешто се помести, да. Суштински напредок, по тоа што јас го имам видено, за жал нема. И тоа се случува пред се, бидејќи по тоа јас, што го имам како информација, тоа што се прави од другата страна е повеќе политизирање или обид да се наметнат некои ставови кои што не соодействуваат со гледиштата на истакнатите и меѓународно докажани наши универзитетски професори, членови на комисијата. И затоа почесто ќе видите председателот од другата страна на комисијата
да ме напаѓа мене, да го напаѓа председателот на владата, па потоа да очекува дека ние нешто ќе му возвратиме, па можеби така би ја зголемиле неговата актуелност внатре во Бугарија. Тој луксуз нема да му го дозволиме, така да тоа е фактичката состојба. За жал премногу политизирање од другата страна заради овој наратив. Инаку комисијата беше заглавена и немарна одмртва точка од 2022 година, тоа е 4 години наназад и 2 години пред да биде сменет претходниот состав, но вие го обвинивте претходниот состав дека работи спротив на националните интереси, но еве сега се уверувате дека и со нови луѓе повторно комисијата не може да се придвижи. Иако дел од тие од сегашната комисија тројца се поранешни членови, од кои двајца имаат и дадено одобрение за препораките кои се дадени на претходната комисија. Дали сега го имате сменето мислењето околу тоа како работи комисијата и дали можеби избрзавте со оценувањето на претходниот состав дека работи против националните интереси? Добро ме знаете, да знаете дека јас не обвинувам. Но имаше тогаш обвинувања од премиерот и од ваша страна дека работеле против националните интереси. Не би рекол обвинување, имаше од наша страна многу различни гледишта по однос на одредени работи кои што биле направени во одредени периоди. Вие зборевте за еден период кога немало ништо. Но имало периоди во кои што непотребно се правеле одредени отстапки кои што ние мислиме дека не требало. Два члена од сегашната комисија се исто подписници на тие, да кажа, како што ги нарекувате отстапки, па сега работат за во интересите на... Мислам, малку е контрадикторно. Не би рекол дека е контрадикторно, имате право вие тој став да го имате. Јас тоа што би можел да го кажам е дека доверливоста на работите кои што се работеле не ми дозволува да навлезам во детали зошто јас ги имам тие ставови. Тоа би нарушило работата и позициите на актуелната комисија, доколку јас тоа јавно го образложувам. Но имам јасни аргументи, а на крајот на денот, барем во овој дел, ќе дојде момент кога дел од овие работи и ќе се декласифицираат со текот на времето, историјата ќе суди дали мојата позиција во тој момент била правилна или не била правилна. Пред одиме на реклами, едно кратко прашање, тогаш имаше и најава дека ќе се врши поточно премиерот побара и стражните органи да го испитаат трошењето на тогашната комисија, докаде е тоа, дали се истражува парите кои ги трошело претходниот состав на комисијата и дали има некаков заклучок. Моето министерство не е истражен орган? Не, добро, ама комисијата работи под ингеренција на министерството, сигурно знаете дали се врши некаква истрага за претходните трошења. Мислам сега ме навраќате во ситуација каде што треба да претпоставувам за која изјава на премиерот е поврзана со прашање на износот на хонорарите и така натаму. Но мора да видиме точно која и за која изјава ме прашувате за да би можел да ви дадам коментар на истата. Ако ја најдеме, секако ќе ви... Септември месец, кога беше смената на комисијата, повика и стражните органи да испитаат како се трошеле парите и хонорарите на комисијата, но добро, ако немате увид во тоа како е, дали има некаква разрешница околу тоа. Во моментот јас бидејќи ќе повторам, институцијата која што раководам не е истражен орган. А јас да одговарам хипотетички на прашање кое што не знам што точно коментирал премиерот, би било навистина несериозно од моја страна. Одиме на реклами и потоа во завршницата на емисијата. Сосема сме на крајот вечерашното интервју со министерот за надворешни работи и надворешна трговија господинот Тимчо Муцунски. Имам уште неколку минути и се разбира ќе завршам со нешто што почнавме, а тоа е конфликтот на Блискиот Исток. Оваа влада е препознатлива по својата безрезервна поддршка која дава на одлуките на САД. Објаснувањето е дека ние сме стратешки партнер со САД, дека треба да стоиме цврсто за тоа, но не сметате ли дека избрзавте со поддршката на нападот на САД и Израел врз Иран, со оглед дека големите европски сили и политичари го осудија како катастрофален потек, како кршење на меѓународното право, дел од нив ги забранија своите бази за користење на нападите за полети на авиони. Дали со вакво ајде да го наречам некритички однос кон некој од одлуките на САД се оддалечуваме се повеќе од таму каде што припаѓаме, а тоа е европското семејство. Не зборам за Европската унија, туку за Европа како целина. Дозволете ми малку поинаков став да имам по ова прашање. Прво, кој е значењето на нашето партнерство со Соединетите американски држави? Ние имаме стратешко партнерство со Соединетите американски држави и дозволете ми во вашата емисија да најавам првпат за македонската јавност дека очекуваме на 7 април, практично за околу 2 недели,
да имаме сесија на стратешкиот диалог во Вашингтон. Ќе бидеме прва земја од Европа кој што во мандатот на оваа администрација има стратешки диалог во Вашингтон со американскиот State Department. Од наша страна, покрај јас како шеф на делегација, ќе ме придружуваат министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана, министерот за дигитална трансформација и министерката за енергетика. Од страна на Соединетите американски држави, наш домакин ќе биде заменикот државен секретар господинот Лендау, што исто така е значително да се укаже дека јас како министер за надворешни работи во помалку од една година сум меѓу ретките министри кои што ќе има 3 средби билатерални, покрај многуте други средби, но 3 билатерални средби со најтесното раководство на американскиот State Department. Предходниот мај со господинот Рубио, оваа есен во рамките на НАТО министерскиот состанок со господинот Лендау и сега повторно со господинот Лендау. Преку тој стратешки диалог, нашите граѓани ќе видат многу големи ефекти и во делот на политичката и безбедносната соработка, но и многу други прашања кои што ќе бидат објавени. По завршувањето на тој ден секако јавноста ќе биде соодветно информирана на сето она што сме го договориле и какви промени во билатералните односи во позитивна смисла сме успеале во последниот период да усогласиме. По однос на прашањето Зира. Не го делам ставот дека имало таква форма на реакции, посебно од најголемите европски држави. Прво ќе набројам други наши НАТО сојузници кои што има целосно ист, јас би рекол, став како нас. Канада, еден таков сојузник. Албанија, еден таков сојузник. Германија и Велика Британија има прилично, па би рекол до некој степен и неколку други европски земји, став поврзан со нивното гледиште за ова актуелно раководство во државата Иран. Точно, но не со дека на таков начин треба да се решава со напад. Па од тие неколку земји не видов ваква осуда како што може би се спомнуваше од вашата страна. Председателот на Германија Штајнмер, тој е последното од пред неколку дена, дека го нарекува кршење на меѓународното право и катастрофален поток. Но изјавите, например, кои што доаѓаат од владата, од канцеларот, кои што го видовме во Вашингтон, јавно каква дискусија по ова прашање имаш со председателот Трамп, дека го делат заеднички мислењето дека треба промена на овој брутален режим кој што е безбедносен ризик. Тоа е неспорно. Тоа сите се согласува. Зборуваме за нападите кои го предизвикаа се ова или да преформулирам. Трупите на САД се движат кон заливот. Дали оваа поддршка која ние безрезервно дадовме за нападот, со тоа и на конфликтот кој се случува сега на Блискиот Исток, сме подготвени и ако доколку побара САД и технички и со луѓе да учествуваме во копнена инвазија на Иран. Ова е низана хипотетичко прашање, кој што но логични. Не би рекол дека е логично затоа што по она што го слушаме од официјален Вашингтон, воопшто не е целта на Соединетите американски држави со трупи да влезе во Иран. Така да ние утре можеме да поставиме прашање дали Соединетите американски држави планира со трупи да влезе и во Јемен, па дали ние би се придружили и там. Јас се согласувам дека на хипотетички прашања, ова е хипотетичко прашање, но по развојот на актуелните состојби во Иран и тоа што се најавува од официјален Вашингтон, немаме очекување дека такво нешто би се случило за да бидеме доведени во ситуација да одговараме дали планираме или не планираме. Одлуката за учество на наши трупи во воени действија е сложена одлука која што се донесува на многу степени на одлучување во државата, а ние сме сепак дел и од НАТО алијансата. Така да би сметал дека би било многу неодговорно од мене да хипотетизирам во една ваква ситуација, посебно кога по јавно кажаните намери на Соединетите американски држави, тие воопшто немаат намера да имаат трупи на земјата на територија на Иран во овој момент. Добро, непредвидливоста на американскиот председател е позната и за крај, значи пред да се одјавиме, но навистина со еден збор дали со стратешкиот состанокот кој ќе го имате на 7 април, очекувате и повлекување на визите за Македонија за САД и враќањето барем на иселеничките визи кои во јануари Америка ги укина за Македонија. Кратко ве молам. Очекуваме и дискусија по однос на овие прашања поврзани со визната политика. Јас јавно имам кажано дека наш приоритет во делот на визната политика со Соединетите американски држави е насочено кон она кон кој што не имам интерес. Тоа е бизнис, тоа е образование, но тоа дали е ќе не израдувате со ваква виз како што најавивте во јануари дека можеби наскоро ќе се израдуваме? Во делот на тоа што е наш интерес, во делот на политиката на визи, политиката на олеснет влез во Соединетите американски држави,
има тема која што се дискутира во Вашингтон и секако се надеваме преку тој диалог дека ќе донесеме низа на позитивни вести, дел на работи поврзано со наши стратешки определби, тука зборувам безбедноста, борбата против криминалот и корупцијата, но и вакви прашања кои што граѓаните директно ги чувствуваат. И ќе повторам, сме прва европска земја во рамките на мандатот на оваа администрација кој што ќе има ваков диалог во Вашингтон. Министре, ви благодарам на вечерашното интервју. Ви благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со ограната на Телма.